Почитувани дами и господа, представници на медиумите, добар ден. Евроинтеграции за Социјалдемократскиот сојуз, но и за огромното мнозинство наши граѓани остануваат највисок национален приоритет, единствена сериозна алтернатива за едината на нашата земја. Ова е период во кој се испишува годишниот извештај на Европската комисија за Република Македонија. Се оценуваат достигнувањата или назадувањата во сите сфери на општественото живење. Сакам уште еднаш јасно да нагласам дека одговорноста за состојбите во буквално сите области и припаѓа во целост и без исклучок на власта. Единствениот критериум во чие исполнување учествува, и тоа не со подеднаква одговорност и влијание, и опозицијата е така наречениот политички диалог. На македонската јавност е добро познато околу кои прашања се изоштрија разликите помеѓу парламентарното мнозинство и опозицијата. Прво, опозицијата да има деловничко право да предлага само една точка за расправа на парламентарните седници, и второ, да се формира собраниска комисија која ќе ги разгледува ревизорските извештаи, односно ќе врши надзор на трошењето на народните пари. Овие наши предлози во основа значат поголема демократија во собранието, јакнење на парламентарната контрола над извршната власт, поуспешна борба против корупцијата во државните институции. Со други зборови, токму она што ВМРО ДПМН не го сака и од што бега по секоја цена. Минатата година Социјалдемократскиот сојуз го помогна и овозможи позитивниот извештај на Европската комисија и давањето на препорака за почеток на пристапните преговори со својата безусловна поддршка при донесувањето на неопходните закони. Денес, повторно водејќи се од националните и државни интереси и од нашата искрена определба за успешно продолжување на евроатлантските интеграции, одлучивме и ја пред вас соопштуваме. Прво, ќе поддржиме и изгласаме било каков деловник кој од страна на ВМРО ДПМН ќе биде ставен на изјаснување во собранието, вклучително и оној катастрофалниот од јули 2008. Второ, се откажуваме од иницијативата за формирање на собраниска комисија за контрола над трошењето на народните пари. Впрочем, ако оваа власт решила, а очигледно решила да краде, тој проблем не може да се реши со собраниска комисија, туку со промена на власт. И трето, представниците на СДСМ ќе присуствуваат на координациите кај спикерот Велјановски, без разлика што таму се дискутира, дали нешто се договара и дали договореното потоа доследно се спроведува. Со ова, критериумот за функционален политички диалог е во целост исполнет и симнат од дневен ред. Таму каде што ние како опозиција можевме да влијаеме, работата е завршена. За се останато, поврзано со извештајот на Европската комисија, за состојбите во политизираното судство и партизираната администрација, за притисоците во медиумите и во невладиниот сектор, за корупцијата, криминалот, катастрофалната економска ситуација, целокупната одговорност е лоцирана на една единствена адреса, тоа е владата на Република Македонија и се разбира одговорното лице Никола Груевски. Ви благодарам, доколку има интерес за прашања, стојам на располагање. Владата веќе неколку дена, односно власта, може така да кажеме, влезена во една филмска офанзива во која прикажа дека Македонија 95 испустила, така да кажем, златна шанса за да направи последните чекори во интеграциите во ЕУ и НАТО, и дека заради тие грешки тогаш ние патиме денеска. Во тоа време се да сме на власт Бранко Цветковски премиер. Размислувам како да ви одговорам. Дали со факти, аргументи, со образложение или со соодветно на глупоста на тезата директно и кратко. Ева ќе се решам за второто. Значи, секој што тврди дека во 94-та, 95-та, 96-та, 97-та, било која наредна година, кога СДСМ бил на власт,
ни била дадена понуда за членство во НАТО и преговори со Европската Унија под времената референца, ние сме одбиле, е ноторен лажго или тотален идиот. Значи, ви молам прецизно да запишете и да пренесете. Ноторен лажго или тотален идиот. Бидејќи сакам да искористам оваа прилика и јавно да ги повикам сите тие што во изминатиот период тврдеа такво нешто, или што ќе тврдат во деновите што ќе доаѓаат, да ме тужат за навреда и клевета, а јас ни судска постапка, и тоа со вакво судство како што е, ќе докажам дека или бесрамно лажат, или се непресметливи. Жиковски, претворањето на стопката на одговорност кај власта за добивање на позитивен извештај од Европската комисија застанува тука? Видите, не е ова префрлање на одговорноста или топката на одговорност на власта. По дефиниција одговорноста е кај власта. И до сега беше. Дури кога говориме за политичкиот диалог, не е еднаква одговорност. Парламентарното мнозинство е секогаш поодговорно и затоа е власт. Ние само не сакаме да дадеме на било каков начин изговор или алиби на актуелната власт дека за евентуалните негативности или критики во годишниот извештај делиме одговорност заедно со нив. Не, прашањето ми беше дали само за ова ќе дадете поддршка, а за се друго, например, ако се открие нешто неправилно, ќе реагира или ќе премолчите до добивањето на оценката? Не. Значи, ова беа прашањата поврзани со политичкиот диалог. Критериумот со ова е исполнет и сигнат од дневен ред. Ние не само што ќе говориме, ќе објавуваме, обзнануваме во собранието и надвор од собранието, туку тоа ќе го правиме со многу пожестоко темпо отколку до сега. На страна на политичкиот диалог, каков извештај очекувате вие, бидејќи имате контакти со представителите, каков извештај очекувате? Ја не би сакал да преюдицирам. Извештајот ќе биде заокружен или заклучен на 20 октомври, на 10 ноември Европската комисија ќе го обелодени, а потоа ќе го достави до Советот на министри на Европската Унија. Едноставно да оставиме во наредниот период, на крајот на книжката, без разлика на нашите ставови, оценки или проценки, Европската комисија ќе го направи тоа врз основа на собствените согледувања. Дали е лажен оптимизмот, како што многу пати до сега беше и пред Брисел и пред Букурешт, или наистина мислите дека владата има шанса да го реши на тоа? Ние немаме никакви информации од тоа како течат преговорите и дали воопшто се случуваат преговори. Едноставно тоа е еден затворен круг во Република Македонија. Ја мислам дека дури ни владата во цел состав нема информација за тоа, нити раководството на ВМРО-ДПМН. Мислам дека тоа сведено на приватно друштво од двајца тројца. Само тие знаат, се преговара, не се преговара, има или нема можности да се дојде до некаков позитивен исход. Во право сте, во неколку наврати во изминативе години и месеци имавме прилика да слушнеме некакви оптимистички најави кои ги подигнуваа очекувањата, а потоа предизвикуваа и поголемо разочарување. Станувате на ставот за предвремени избори во ноември, ако имаме негативен исход од НАТО самитот? Не, нашиот став да ве коригираме е дека без разлика на исходот на НАТО самитот, ние после одржувањето на самитот ќе отпочнеме иницијатива и процес за предизвикување на предвремени парламентарни избори. Благодарам многу.